Луѓето не се свесни за фактот дека доколку не се образуваат ќе станат безлична маса без сопствено мислење, а таквите се најподложни на манипулации. Школуваноста се стекнува со учење и упорност, додека образованието со непрестано ширење на видиците, љубопитност и желба од себе да се направи сестрано образована личност. Човечкиот потенцијал и извонредните услови за настава треба да знаеме на кој начин да ги искористиме, смета професорката Билјана Димковска. Сето она што ми пречеше изминатите 2 децении во формалниот образовен систем, се трудам денеска, во тој дел да бидам подобра во неформалното образование, иако сметам дека сите, ако вложиме љубов пред се, еден професионален однос ако негуваме кон работата, можеме толку многу да направиме и формалниот, и неформалниот, и информалниот дел од образовниот систем да биде нешто кон што ќе стремат младите и низ кое што ќе може да ги јакнат знаењата, способностите, вештините и да се подготват за живот во 21 век. Иако истражувањата покажуваат дека денес младите речиси не читаат ништо и поради тоа нивниот речник е минимален, сепак професорите децидни, учителот што си ја сака својата работа, таа ќе му биде на прво место. Рековте вие, социјалната страна, платите, може би се е тоа важно, но како учител велам, прво ние сме за учениците и секогаш треба ние да го ученикот да ни биде на прво место, па потоа останатото се што не следува. Ако сите ние 20 години од својот живот го поминуваме во училиштето, тогаш нема дилема дека училиштето има исклучително големо влијание врз индивидуалниот и општествениот развој. Денеска учителите се соочени со парадоксите на 21 век. Под мотото учителите го менуваат светот, од денес Факултетот за образовни науки при УГД започна со манифестација која ќе ги обедини сите образовни факултети во Република Македонија. Манифестација која најверојатно ќе прерасне во традиција.